Почитувани, добар ден. Вие сте веќе со Црвена линија, а денес зашто ќе дискутираме со вас многу повеќе од мојот колега Тео. Така е, денешната наша главна тема ни гласи: дали ценовните шокови ќе стават цела Македонија на диета? Така, веќе сме подготвени на самиот старт да ја објавиме и анкетата на која што ќе имате можност како и секогаш да гласате. Па, еве, веќе сме подготвени да ја видите, а анкетата гласи: дали земјоделието треба да стане примарна дејност во земјава? Дали ќе одговорите со да, повеќе или со не, ќе ги дознаеме резултатите конкретно во издание на Црвена линија. Така, тоа е нашата анкета, нашите социјални мрежи на Инстаграм, а сега што не смете да пропуштите, топ тема: мерки за помош на стопанството и граѓаните. Како владата ќе ја заштити домашната економија во енормниот раст на цените и енергенците и растечката инфлација? Во вечерашната топ тема гостуваат Фатмир Патеки, вице-премиер за економски прашања, Марко Бислимовски, председател на регулаторна комисија за енергетика, и Маријан Петревски, универзитетски професор. Топ тема со Наташа Стојановска вечерва во 19 часот и 15 минути. А сега на самиот старт и ви подсетување дека може да вртите и да го споделите вашиот став со Црвена линија и секако со сите оние кои што ја следат на 02-307-6677. А во продолжение разговаравме и со професор доктор Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделски науки и храна, па еве какви одговори ни даде во однос на тоа дали ценовните шокови всушност ќе имаат голем импакт, колку ќе значат и ќе ја спасат ситуацијата субвенциите кои што владата ќе ги додели на оние кои што се занимаваат со земјоделие. Па да погледнеме што ни одговори токму тој. Прашањето деновиве добива на актуелност и директен одговор, веројатно, и прецизен одговор на ова прашање тешко дека е да се даде веднаш, и затоа што никој не знае причината која што го актуализираше ова прашање, колку ќе трае. Мислам, колку ќе траат воените действија и кризата со Украина. Оно што е, да речеме, поолеснително за нас во Македонија е дека најголемиот извор или пазар од кај што се снабдуваме со основните прехранбени производи, пред се зборувам за пченицата и брашното, кои што не ги произведуваме во доволни количини за да се обезбедиме целосно, е сепак Србија, односно зависиме од цените како ќе се движат на берзата во Нови Сад. Вчерашната изјава дека ќе го замрзнат извозот на основните прехранбени производи, пченица, брашно, масло за јадење и пченка, сега тука може да предизвика барем на еден пократок период да не може да се донесат тие доволни количини. Сепак тука е источниот сосед, Бугарија, која што исто така е еден од сериозните производители во последниве години на зрнести култури, на овие основни производи, така што можно е да очекуваме ценовни зголемувања на основните производи, меѓутоа сепак мислам дека ќе околу снабдувањето ќе се изнајдат алтернативи. За краток рок за основниве прехранбени производи веќе сметам дека доцна, освен да речеме за одредени култури кои што се пролетни култури, пченка, пролетен јачмен. Меѓутоа, за основната исхрана на населението, пред се пак ќе се вратам на пченицата, во овој момент не можеме да направиме ништо. Секако ние имаме исто така една од значајните култури која што во одредени делови на светот е основна во исхраната на населението. Тоа е оризот, а знаеме дека имаме сериозни залихи, имаме земјоделците во Кочанскиот регион имаат сериозни проблеми со неговиот пласман. Така да, ете, една од алтернативите би можело да биде тоа. Меѓутоа, она што е
она што може да се направи за еден подолг временски период, повторно ќе кажам доколку кризата потрае, е да се работи на едно стимулирање и активирање во засејување на површините со овие основни прехранбени производи, пред се со пченицата, која што е производ кој што би рекол е значаен во исхраната кај нас. Ние, ако се вратиме години наназад, сме имале производство од околу 300.000 тони на пченица, што значи, а тоа се некаде потребите на нашата држава. Проблемот е што дека ние можеме да го достигнеме тоа производство, доколку секако се насочи на некој начин производството. Значајно е да се подобрат технологиите во производството, сепак тука е науката, факултетите, институтите можат да помогнат во тој дел, за да се подобрат и приносите во приносот по единица површина во светот генерално. Земјоделските политики се под удар да делот на субвенционирање буџетите се намалуваат. Ние, што е добро, последниве, колку би рекол, 15 на години, водиме една конзистентна политика на зголемување и на сериозни буџетски поддршки во земјоделството. Меѓутоа, тие самите субвенции не се секогаш доволни и не се секогаш можеби и правилно распределени по мерки, за да може да предизвикаат подобри структурни промени, што ни е и текако важно токму за надминување на вакви периоди. Кај нас се уште се така производно врзани, така што може да ги насочуваме по обем за она производство кое што ни е значајно и би рекол стратешки, бидејќи ние еден период некако ги заборавивме тие стратешки производи кои што пред долги години ги имавме, за да го зголемиме производството по единица хектар и да воведеме технологии со кои што ќе подигнеме тоа производство. Да речеме, ние имаме ниско производство по единица хектар од пченица, ниско производство на јачмен по единица хектар, ниска продуктивност кај млекото, кај месото, полека се намалува. Со тие структурен дел на програмата за рурален развој пред се, да ги поддржиме оние земјоделци кои што ќе сакаат да ги стават во функција земјишните капацитети, да ги стават во функција капацитетите за чување и одгледување на добиток, да ги модернизираат технологиите и да применат она што го работиме и ние на факултетот како нови сознанија. Секако тука државата ќе треба да размислува и со одредени други пазарни механизми, за да сепак го стабилизира понудата и достапноста на храната за целокупното население кај нас. Ете, тоа е што ни одговори професор доктор Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделски науки и храна, а нешто подоцна ќе ја вклучиме и госпоѓа Билјана Петровска, која што воедно е проект менаџер на Националната федерација на фармери, што значи дека ќе проговориме токму со оние кои што и се занимаваат со земјоделието, за да подискутираме токму на актуелната тема. А вие може да ни дадете одговори и на социјалните мрежи, на темата дали ценовните шокови ќе ја стават цела Македонија на диета. А како ќе го направите тоа, ќе ве потсетите. Така, јас сум тука да потсетам околу социјалните мрежи, како вие нас може да ни се вклучите преку нашите социјални мрежи црвена линија Facebook, црвена линија Instagram и црвена линија Twitter. Да се навратиме на Facebook, во меседж, односно порака, па и во коментар во тема на денот, може да го запишете вашето размислување за нашата главна тема, нормално и тема плюс ако имаме, и секако ве очекуваме таму и ние заедно ќе ја прочитаме таа ваша мисла. Секако не само таму, ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. А како што слушам, имаме гледач. Добар ден.
ден. Добар ден, во црвена линија сте. Поздрав до вас, бајцата. Голем Благодарам. поздрав и до вас. Сакам да кажам, дали ќе влијае таа економска тир. Слушај, ова стана никаква држава. Земјоделие нема. Земјоделие не може еден земјоделец со 100 денара нафта да изора, да го запали тракторот. Ако не предеме водата, меќе, таа зелена нафта, како вечер, ја нема. Јас мислам дека се платат земјоделите, дека пшеницата не е откупена од албаните во Македонија. Кокочарско не е откупено грам пшеница. 8 денара даваат за кило кемис. Кај го има тоа? Се знам, ова е катастрофа. Може така да иде на густите само. Овојто не е откупен, земјоделецот не е заштитен. Не дава субвенции, да се спажат, што сакат тоа прават. Македонија се трпи за леп. Се трпи за леп, ако продолжи така. Нема да има леп. Па овој дека излезе паравар таму до министерот, до одбора, што се прави хел. Нека излезе да каже дали Србија ќе ни даде пшеница. Дали кој ќе ни даде? Бугари дали ќе ни даде? Крчка дали ќе ни даде? Ние за разлика со сите. Ние ќе сме нас бедеро од Украина. Веќе пред да го вклучиме, значи следниот гледач, ќе потсетиме дека и покрај забраната која од утре ја воведува Србија за извоз на пченица, брашно, пченка и месо земјава, нема да има последици од тоа, убедуваат од институциите. Како и да е, вклучуваме веднаш следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ајде, добар ден, црвена линија. Црвена линија, поздрав до Ви вас. реков дека ќе бидете меѓу најслушаните уште пред колку беше пред 6-7 месеци, така ви реков. Рековте, еве Да сме сте ми тука. живи и здрави. ви Вака сте ќе ти вие. речем. Ја денеска излегов на пазар. Замислете, во Кам маркет не да иду. Чекај. Темата за шоковите зборови, да. Да, дали ценовните шокови ќе ја стават цела Македонија на диета? Копир, кропир, морков, прас, ништо нема од зенечок. Изгледа цената уште за зенечикот, зборим за нашиот тука домашен што го произведуваме, уште нема цена. Може да земете смрзнат, како се вика мешани, тоа зачини, ти реков и морков, и цвекло и све. Меѓутоа, тазе нема ништо. Отидов и низ пазарот. Верујте ви мене, сега вреќа компир во ова време. Лани беше 150 денари, сега е 400 денари. Вреќа кромит, ова време беше лани 150 до 200 денари, сега е 400 до 500 денари. И кого ние овде дека нема ценовни шокови, дека нема така. Сметате ли дека земјоделието треба да биде примарна дејност? Просто не сакам да земам од времето. Ова е вистината, вик. Сепак времето истече, но ви благодарам што се јавивте. Да, и што го споделивте вашето мислење со нас, а сега во продолжение, како што и најавивме пред вклучувањето на гледачите, време е да проразговараме со господја Билјана Петровска, која што е проект менаџер од Националната федерација на фармери. И доколку ја имаме Билјана, добар ден и голем поздрав до вас и благодарам што ја прифативте понудата токму со вас, кој што практично директно сте вклучени во состојбата каква е на терено, да речеме, помеѓу земјоделците, да проговориме токму за актуелностите кои што се врзуваат околу набавката на клучните намирници. Па еве, според вас, дали земјоделието треба да стане конечно, можеби, примарна дејност во Македонија? Добар ден на сите. Значи, ја прифативме поканата, бидејќи навистина е актуелна тема и многу значајна за сите граѓани во државата, не само за земјоделците, туку и за сите граѓани. Се разбира, Македонија треба да е земјоделска земја и ние се декларираме како држава која што е аграрна земјоделска држава. Всушност 48% од површината на Македонија е рурална Македонија и реално
ние и според потатоците кои што ги имаме, 180.000 имаме земјоделски стопанства кои што екзистираат од земјоделството. И реално, онак што го имаме како природен ресурс во нашата држава, тоа е почвата, водата и сонцето и ненормално тоа е она што ние можеме да го понудиме на пазарот, но сепак треба да се работи многу на конкурентност. Така, исто така, сега може да се поврземе, што треба да превземе државата да им помогне на фермерите? Да, значи она што ние како Национална федерација на фармери со години се залагаме и укажуваме, значи она што го слушате сите, тоа се субвенциите, така што ние сметаме дека овие субвенции пред се треба да бидат наменети за оние вистинските земјоделци, за земјоделците кои што екзистираат од земјоделството и кои што навистина работат. Значи треба да се насочиме со државата, со овие финансиски поддршки што се дават, да биде насочена самата поддршка кон создавање на квалитетен и конкурентен производ, а тоа потекнува кон начинот дека треба да бидат поддржани вистинските земјоделци. Од друга страна, ние како држава посебно треба да посветиме внимание на климатските промени, значи голема закана за нашето земјоделство се климатските промени и тука треба да се помогне, да се поддржат и советодавно земјоделците, но воедно и со поддршки да го адаптираме нашето земјоделство на новите климатски услови и реално она што треба да сватат и земјоделците и откупувачите е дека треба да се воведи договорното производство. Тоа значи да се склучуваат договори и продажните цени да не бидат пониски од производните цени. Тоа е голем проблем. А и ви, како што претходно слушавме од разговорот со професорот Драги Димитриевски, некогаш се произведувало и до 300.000 тони пченица. Колку се произведува реално сега и дали е веќе доцна да се засади секое плодно парче земја со житни култури? Значи, јас можам да се повикам на државните податоци кои што ги имаме и кои што ние како организација ги добиваме од страна на значи на Министерството за земјоделство и од Државниот завод за статистика, така што во овој период она што ни е укажано се произведува околу 235.000 тони пченица, значи околу 230.000 тони пченица, што реално најмногу како година кога се произвела во последните, да кажам 10 години се произвела пченица е во 2014 281.000, така што имаме мало намалување, но едно треба да ни биде на сите јасно. Она пченица која што се произведува во Македонија не може целосно да го покрие пазарот. Ние секогаш во делот на производството на пченица ќе бидеме увозно зависни. И она што е важно и на она што треба да се работи, значи треба да се работи на подобрување на квалитетот, на сортите на пченица кои што ќе даваат подобро жито, значи поквалитетно, во квантитет, по голема количина, значи на таа проблематика треба многу да се работи и она што е многу важно, ние со години го уназадуваме земјоделството, односно го осиромашуваме поледелецот. Така, значи, производната цена на пченицата е далеку пониска од продажната. Да, можам да ви кажам дека околу 14 денари е по хектар производната цена, а продажната со години ни се движи околу 9-10 денари. Да, еве за крај исто така ќе прашаме. Дали ќе видиме шланг на крај на годината? Ќе држиме ли колективна диета? Да, тоа е стварно интересно прашање. Значи убаво е да држиме диета, но и од ваква причина. Да се надеваме дека тоа нема да се случи. Мислам дека ќе се најде соодветно решение. Во моментот се работи, еве и ние сме во преговори со Министерството за земјоделство за надминување на проблемот со пченицата и наоѓање на соодветни мерки. Значи пченицата во делот капени се ѓубивата, морам да укажам, така што владата излезе со поддршка од 2500 денари по хектар за поледелците. Се дават соодветни субвенции и мислам дека ќе се најде соодветно решение, но сепак ние ќе бидеме и понатаму зависни во моментот од Србија и во иднина треба многу да работиме на тоа да го подобриме квалитетот и квантитетот на пшеницата. А реално тоа што сакам да укажам негативно ќе се одрази и на поледелците,
Значи не дека ќе немаме пченица, но ќе имаме поскапување на храната. Кога го увезуваме значи пченица, тука други како да кажам фактори влијаат. Така ќе бидеме зависни од ќе се внеси увозот. и ќе имаме поскапување на основните производи, Так. тоа е лебот и тоа негативно ќе се одрази на граѓаните. Да. Благодарам што одвоивте време, секако останете со црвена линија да го слушнете мислењето и на нашите гледачи кои што ги вклучуваме веднаш по вас. Благодарам уште еднаш. Пријатно. А на 023076677 време е за следниот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сум. Добар Да. ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Се Да, слушаме? ве слушаме. Видете, што збораше професорот, што збораше оваа Петревска, сосема во исправно е. Македонија може, ја зборува пред нами, може да обезбеди доволно овие основни артикли за пшеница, пшенка и јачмен. За исхрана на населението. Само треба да знај како. Сега, например, ево, она што ни е сејано во површини, ако не се наѓубри, ако не се прихрани со азотни ѓубрива, приносот ќе падни 30% помалку. Има места каде што има површини што нема ни да се ожнијат, да се пожнијат нема. Затоа треба, а тоа е што се должи на скапите ѓубрива. Например, тараната сега е 150 пати поскапена од ланската година. Основно е тоа. Земјата сака вода, храна и да се технички да се обработи. Сортите наши се многу добри. Те имаме високо квалитетни сорти кои даваат добар принос. Може да се постигне по хектар 7.000. И наместо 300 тона, што кажуваат, имаме 300 тона, можеме и 400, дури имаме висок ценз за извоз, а не да увезуваме. Само треба да се помогне онаму кај се оддава да се фрли на ѓубрето, односно без храна. Так, благодарам што се јавивте и го споделивте вашето мислење. Веднаш преминуваме на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, добар ден. Ало, добар ден, Тина и Тео. Добар ден. Добар ден и секој добро. Поздрав многу до вас двајцата. Благодарам. Да ти кажам, Тина, да ви честитам на сите 8 март вчера, пошто не се јавив, ама секако секој ден треба за нас жените да биде 8 март, не само вчера, така да не се слагам со празникот. И сега да ви кажам за ценовните шокови, дали ќе не стават сите на диета. Значи, знаеш како, Тина, не е само јадењето, а друго што ќе се качи се, а средства за хигиена, еве бензинот, луѓето ќе одат пешки, ама како ќе одат кога се е загадено. Значи, толку многу работи ќе се качат. Јас дури, знаеш, јас сум живеела во некоја минато време кога вака исто беше некоја криза голема. Навистина е страшно. Знаеш ти да кажеш некоја што била страдна јаболци да си каснам. Еве го сега ќе дојде време кој тоа нема да го пробаме. Јас пазарам на Буњаковец. И сега компирот е 50 денари, ги прашувам, цела сезона е 50, секам зошто е 50, па вика ние уште немаме компир наш. Значи ова се и се јадеме да ви кажам најискрено, јас не пробав беровски оној убав компир, не знам вие колку сте домаќини или вашите родители. Значи немаме беровскиот компир да изедеш. Од кај увезуваме? Што тоа јадеме, тоа веќе друга тема ќе ја ставите некогаш. Така да и тоа што го јадеме, што ќе правиме, ја поиме немам стварно, некој ќе живее, ама некој како ќе крпат овие луѓе што имаат по една мала пензијичка или мала платичка или. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, но ќе одвоиме време и пред да вклучиме гледаш да ги активираме и они од социјалните мрежи, а и таму се коментира многу. Така, имаме прв коментар од Ивана, кој одговара на нашето прашање дали ценовните шокови ќе стават цела Македонија на диета, кој гласи: да, богатите да бидат уште побогати, сиромашните уште посиромашни. Народ го доведовте до питачки стап. Во Македонија веќе не постои средна класа. Тоа е мислењето на Ивана. А сега ќе го слушаме мислењето на нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ако може малку погласно да зборувате и секако да го намалите тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Дали се слушаме? Намалете го тонот на телевизорот, за може јасно и гласно.
Како да е во продолжение на 023076677 дискутираме во однос на тоа дали поради високите ценовни шокови можеби сите во Македонија ќе бидеме ставени на принудна диета. Тоа значи дека можеби и со сите поскапувања многу помалку ќе имаме можности да јадеме премногу и секако најверојатно ќе одиме многу повеќе пештео. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Да, одлично ве слушаме, црвена линија, повелете. Да. Сакам да кажем нешто за темата што ви е напишана. Точно е тоа. Шокот го поминавме од короната. Сега шок ќе добиеме од цените. И после наредно кој шок ќе дојде на ред? Ние, пензионерите, што да кажеме? Јас не се сложам со тоа покачување што го покачува владата, затоа што тие со мали пензии и што зимаат 20-30 илјади денари, а тие што зимаат 9 до 10 до 12, што да кажат тие луѓе? Како ќе отстанеме ние со 10.000 денари? Јас мислам дека владата погрешно ги донесува одлуките. Треба да направат они вака, не линеарно да се качуват пензиите, да ги качуват. Така, еве да проговориме со вас. Да ги качуват помалку, па да дојдеме барем до 18, до 20.000. Така, сметате ли дека земјоделието треба да биде примарна дејност во оваа земја? До 50, а ние секак ќе останеме со 12-13.000. Затоа треба владата малку да размисли за пензионерите, мада и за платите, што взимаат малечки плати. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Колку за подсетување, денеска главната тема е дали ценовните шокови ќе ја стават цела Македонија на принудна диета, ќе кажеме слободно. И еве дали сметате дека земјоделието треба да биде примарна дејност. Конечно да се навратиме кон она што се вели производство на храна и одгледување на култури кои што се многу значајни. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Да. Црвена линија. Добар ден, поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Така сега. Сега за земјоделието да кажам малку. Дали треба да биде? Треба да биде. Затоа што ведали се шета и пензионери од село одат, па у град, по площадот, по цел ден само рацете нагас и се шета. Секој може, и ако има некаде 5-6 квадрати, 10 и 20, да скопа и да насади кромишче и лукче, а не да изиграваме сите господа. И дали ќе доживееме шок, дали ќе доживееме ова, дали ќе... Како нема да доживееме? Па ние се направивме сите господари. Никој не ќе земјоделие да работи. Сите испобегаа, сите отида у Скопје. Те што мислеа Скопје дека ќе тече Вардаров и тие само ќе собираат да јадат. Па земјоделие сака работа, бе. Ние имаме супер земја, Македонија, и можеме речи си се да си произведеме. И ќе вратиме малце ракаите и малце да стегнеме каишите и да работиме. Та не може нас само државата. Ова мала ми е пензијата, мала ми е платата. Ова ми е мало, она ми е мало. Се знае. Ова е светска криза и треба сите да го пребродиме и малце да подстегнеме и да работиме малце поиќе на све. Мое тоа, а земјоделието ни треба да работиме за земјоделието. Сака работа. Јас се јавам од село. И јас сум пензионер. Работев 42 години. Така, ти на 90 секунди истекоа, но сепак благодарам што се вклучивте во црвена линија. Го цениме вашето мислење, а сега да слушнеме и дали имаме нов коментар пред да вклучиме гледач. Тоа баш ќе ти спомнев. Имаме одговор на нашата анкета, дали земјоделието треба да стане примарна дејност. Мирша вака смета. За жал, никој не ќе на нива, секој сака градски живот. Ајме да слушаме кој е ставот на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден уште еднаш. Секако дека го добиеме нашиот следен гледач, можеме Ќе преминеме, така и коментарите се многу важни. Имаме коментар од Слободанка, кој гласи: ценовните шокови ќе настават на диета, ама не сите, не цела Македонија.
Имаме ние и многу богати, така да тие нема ни да го почувствуваат покачувањето на цените. Ке се вратиме многу назад, наместо да одиме напред. Инак убаво е на здраве да се движиме пешки, ама што правиме кога е загаден воздухот? Колку ќе биде корисно пешачењето? Поздрав до вас, двајцата и сите во Телма. Голем поздрав и до Слободанка. Сега веднаш вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ премникот, односно телевизорот, златно правило. И еве повторуваме денешната тема за која што зборуваме, дали ценовните шокови ќе настават на принудна диета, со оглед на тоа што висок пораст имаат цените, особено на пченицата, а се повеќе и земјите кои што се препознатливи по производство на овие култури, како и соседна Србија, ставаат забрана за извоз, но она што е охрабрувачки дека тоа нема да важи за земјите кои што се нејзини соседи, како што сме ние. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Ало? Да ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Вака, околу ова темава, дали ценовниот шок ќе ја стави Македонија на диета? Па има шанси да ја стави тоа, добро да ја стави. Зашто, еве вака ќе кажам, едно мало прашање до вас ќе поставам. Колкав број на жители има во Македонија? Дали може да ми кажете? Многу се иселени меѓу другото, така да мала земја сме со 2 милиона официјално. Колкав број на жители има Македонија? 70% од жителите се во Скопје. И кој ќе ги храни тие жители? Не може од асфалтот да се јаде. Што мисли Македонија? Која политика политичарија ќе дотераат? До кое дереđe ќе не донесат? Не може вака, бе. Таа миграција село-град што се направи, тоа е катастрофа. Да, само во моја бесимиња па и по спомнување на политички партии. На милост и немилост да не се обработува. Живеам во близина на Скопје. Земја од прва класа почнала да градат згради. На што личи тоа? И кој ќе не рани? Ќе ни даде некој храна, пшеница од страна? Нема никој да ни даде. Ако ни даде... Благодарам што го споделивте мислењето и вашиот став со црвена линија. Дали имаме нови коментари? Веднаш се префрламе паралелно и на Facebook. Така, имаме краток коментар од Кристијан. Добро би дошло повеќе да идеме пешки. Тоа е овде слаба страна кај сите. Тоа е коментарот од Кристијан. Ако хумористично, да, повеќе здраво е точно, но сепак да видиме што ќе ни одговори следниот гледач на темата, дали ценовниве шокови ќе настават на диета. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. И на вас се убав ден и убави разговори. Благодарам. Одлична ви е темава. Знаете што Македонија има многу дебели луѓе и нормално диетата ни дојде како нарачана, можам да ја кажам, да се нашалиме во стартот. Така, пред почетокот на пролета, да. Господинот пред мене го поздравувам што кажа некој работи таа миграција од село во град. Тоа е да ви кажам вистината што се дешават уназад 30 години. И јас политичкиве партии ги прашувам, ги запослија сите од село луѓето кои што дојдоа, а граѓаните кои што се стварно граѓани ги третираат као комунисти и не македонци. И јас како граѓанин каде ќе садам пченица на асфалт и тротоар? Ги донесоа некомпетентни луѓе кои и во политика и во работни места кај што ни најмалце немаат поим што треба. Они што треба да обработуваат почвата и земјиштето го оставија пусто Република Македонија. И од тој аспект, од таа миграција, село, град, дојде до оваа ситуација. А тоа го направија само политичките партии, затоа што тие им се добри привезоци за манипулација. Така, времето за жал помина. Благодарам за вклучувањето. Во црвена линија веднаш преминуваме на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија.
Во програма сум. Да, повелете. Вие сте? Вака. Има една изрека, вика, без мотика нема лева, нити живот без слобода. Македонија како прво е заробена земја. Јас ги пратам вие Германија, Холандија, Франција, Америка, 40% од буџетот се инвестира или реинвестира во земеделието, а во Македонија само 4% се реинвестира. Што ќе се направи? Без се може, без здравство. На прво место е во Холандија, во овие држави што не гласих, храната. И без се може, но без храна не се може. Затоа, доколку сакаме да имаме стабилна држава, стабилно општество, треба најмногу да се инвестира и реинвестира во земеделието, jer без храна не се може. Според вас како да се мотивираат младите да се занимаваат со земјоделие? Така ќе се... Ево, јас произведувах за време Југославија 25 тона домати. Сега таа земја е пуста. Произведувах 40 тона грозде. Сега никој не произведе. Благодарам што го споделивте вашиот став. Внимавајте на таймер од 90 секунди, за да не ве кратиме, а веќе преминуваме на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден и секој добро. Па да ви кажам, ова хубава работа, малку диетата е и посега почнува, така да не е многу страшно. Да, на нас жените најмногу би ни одговарало кој порано што живееле. Нека го, меѓутоа јас вака ќе кажам. Јас мислам дека владата треба на сите земјоделци што сакаат да работат. Значи има многу луѓе што сакаат да работат, меѓу финансиски не можат. Да им однесе до таму ѓубриво, нафта, све што треба на луѓето да насадат, да можеме ние да живееме галантно. Затоа што стварно има многу празна површина, а луѓето сакат да работат, меѓутоа финансиски не можат да издржат. Значи треба прва мерка на владата тоа да и биде, прво тоа да се однесе и да се даде на сите земјоделци. Па после кога ќе дојде за жнење, на раззимање, за плаќање, значи ние мораме да бидеме така. Видите свет криза, па зашто не е криза за кажија за Србија? Али Србија си знае на време, си работи, си спрема, си прави. И друго, владата пари. Па ако треба пари, ќе се намалат, не мора 1500 евра да зимаат парламентарци, нека зимат 1000 евра, нека не возат на државен трошок гориво, нека не трошат и ред други работи, телефони, што ти ја знам да не наредувам, пошто и знаеме сите кои бенефиции ги користат, така да од тука мора, значи кога нешто треба да се, кога има некоја рестрикција, треба сите да учествуваат. Не можеш ти само да узриш на една точка. Има еден куп луѓе не... Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Така, сега е време да се свртиме кон нашите социјални мрежи, односно коментарите. Имаме коментар од Филип. На времето кога садевме сончоглед, јачмен и пченица, зборам за мојата фамилија. Откупната цена беше прениска и се увезуваше од Србија. Сега нема увоз, а нема ни производство. Нека ни е Господ на помош. Благодараме за Филип што сподели коментар, а во продолжение одиме малку со реклами. Се вративме после кратките реклами, а сега е време за крајните резултати од нашата анкета. Како што кажа мојата колешка Тина на почеток, да ги видиме. Дали земјоделието треба да стане примарна дејност? Неверојатни 90% за да и само 10% не. Ова е заклучокот од ова што го дискутиравме денес. Утре се гледаме во истиот термин, веднаш по вестите 16:15. Останете со Телма. Довидување. Чао, чао.